Добре дојдовте во училница по предметот математика за 7 оделение. Во оваа видео лекција ќе учиме за редослед на извршување на аритметички операции. Наставни цели: ученикот треба да користи редослед на операции, вклучувајќи и загради при едноставни пресметувања. Работи со броеви, алгебарски изрази и применува често користени алгоритми. Да започнеме, подгответе ги вашите тетрадки и пенкал. Најпрво размислете, колку е вредноста на изразот 2 плюс 4 по 5? Решете го во вашите тетрадки. Во овој израз важен е редоследот на операциите. Доколку прво ја извршите операцијата собирање 2 плюс 4, тоа е 6, по 5 добивате резултат 30. Доколку прво ја извршите операцијата множење, односно 4 по 5, тоа е 20, 2 плюс 20 е еднакво на 22. Првиот резултат не е точен, додека вториот резултат е точен. Зошто? Бидејќи множењето има предност пред собирањето. За да се избегнат вакви грешки, постои правилен редослед на извршување на операциите. Редоследот на извршување на операциите е: прво, загради, второ, степени, трето, делење и множење, при тоа делењето и множењето имаат иста важност, и четврто, собирање и одземање. Собирањето и одземањето исто така имаат иста важност. Да го разгледаме пример 1. Одреди ја вредноста на следниве изрази. Во изразот под А, 6 плюс 12 делено со 3. Прво делиме, потоа собираме. 6 плюс се препишува, 12 делено со 3 е еднакво на 4, 6 плюс 4 е еднакво на 10. Во изразот под Б, 16 поделено со 4 по 5, тука делењето и множењето имаат иста важност, па затоа почнуваме од лево по редослед на запишување. Прво е 16 делено со 4 го пресметуваме, тоа е еднакво на 4, по 5 го препишуваме, 4 по 5 е еднакво на 20. Во изразот под В имаме загради, одземање, множење, собирање. Значи прво го пресметуваме изразот што се наоѓа во заградите, тоа е 24 минус 9, тоа е 15. Потоа ни остана уште собирањето и множењето. Множењето има предност, затоа прво множиме 4 по 6, тоа е еднакво на 24, и ги собираме 15 плюс 24 се добива 39. Пример 2. Пресметај ја вредноста на следните изрази. Тука паузирајте го видеото, препишете ги овие изрази во вашите тетрадки и обидете се самостојно да ги решите. Ајде заеднички да ги провериме резултатите што ги добивте. Во изразот под А, 2 плюс 2 по 25 плюс 26 е еднакво на. Предност има множењето, 2 по 25, тоа е 50. Другите броеви се препишуваат 2 плюс 50 плюс 26 е еднакво на. Ги собираме 52 плюс 26, добиваме 78 резултат. Во изразот под Б, 20 минус 12 делено со 4, предност има делењето, 12 делено со 4 тоа е 3, 20 минус 3 е еднакво на 17. Во изразот под В, 16 делено со 4 плюс 3 по 6, предност има делењето и множењето пред собирањето. Делењето и множењето при тоа имаат иста важност. 16 делено со 4, тоа е 4, плюсот се препишува, 3 по 6, тоа е 18. И останува уште собирањето, 4 плюс 18, тоа е еднакво на 22. Во изразот под Г, 45 минус, во заграда 20 плюс 8, првен ќе го пресметаме изразот што е во заградата. 45 минус 28 е еднакво на 17. Пример 3. Пресметај ја вредноста на следните изрази. Во овие изрази има вклучено и загради, и степени, и останатите операции множење, делење, собирање и одземање.
Позирајте го видеото и обидете се сами да ги решите. Да ги провериме добиените решенија. 6 на квадрат, тоа е 36, минус 4 на квадрат, тоа е 16, поделено со 8. Значи, тука предност има ја првостепените. Во наредниот чекор гледаме во овој израз. Предност има делењето, па потоа е одземањето. 36 минус 16 делено со 8, тоа е 2, затоа имаме 36 минус 2 е еднакво на 34. Во изразот под Б, најпрво се ослободуваме од заградите. Минус 9 плюс 8 делено со 2 се препишува, минус 5, тука имаме, добиваме плюс 5, е еднакво на, во овој израз следно предност има делењето, минус 9 е препишано, плюс 8 делено со 2, тоа е 4, плюс 5 го препишува. Минус 9 плюс 4, тоа е еднакво на минус 5, и плюс 5 го препишуваме. Минус 5 плюс 5, кога ќе го пресметаме, добиваме еднакво на 0. Во изразот под В, тука предност имаат заградите, степените, одземањето, бидејќи се во заградата, и потоа на крајот останува делењето. 84 поделено со 3 на степен трета, тоа е еднакво на 27 минус 6. Во заградата кога ќе го пресметаме, 27 минус 6, тука пишуваме 21, и останува уште делењето, 84 поделено со 21 се добива 4. Во изразот под Г, при тоа внимаваме на редоследот на операции, заградите, потоа степените и потоа остануваат другите операции. 5 плюс 7, тоа е 12, 12 на квадрат, минус 2 на степен 5. 2 на степен 5 изнесува 32, плюс 5 на квадрат, тоа е 25. Во наредниот чекор, предност имаат заградите, 12 на квадрат, минус 32 плюс 25, тоа е 57. 12 на квадрат е 144, минус 57, тоа е еднакво на 87. Пример 4. Пресметај на памет. Како овој израз под А 3 по 58 плюс 7 по 58 можете да го пресметате на памет. Забележувате дека тука има 3 58-ки и има 7 58-ки. Тоа се вкупно 10 58-ки. 10 по 58, тоа е 580. Во изразот под Б, 16 по 14 делено со 8. Тука наместо да пресметувате 16 по 14, па потоа резултатот да го делите со 8, постои можност да направите разместување, меѓутоа треба да се внимава кога се разместуваат, знакот на операцијата и бројот по неа се разместуваат заедно. Значи делено со 8 можеме да го преместиме, 16 делено со 8, па потоа да биде по 14. 16 поделено со 8, тоа е 2, и се множи со 14, се добива резултат 28. Во изразот под В, тука предност имаат прво заградите, да ги пресметаме, 24 минус 9, тоа е 15 по 8 делено со 3. Исто тука разместуваме знакот на операцијата и бројот по неа, значи делено со 3 го преместуваме, да биде прво да се изврши, па потоа по 8. 15 делено со 3, тоа е 5, по 8 е еднакво на 40. Меѓутоа треба да внимаваме дека ова разместување е можно тука кај множењето и делењето, бидејќи тие се операции кои што имаат иста важност. Следно, имате 8 задачи за домашна работа, обидете се самостојно да ги решите, а потоа вашите решенија можете да ги проверите. Доколку ги добијате овие решенија, значи успешно сте ја совладале оваа видео лекција. Дополнителни задачи за вежби со редослед на операции можете да најдете во вашиот учебник по математика за 7 оделение на страна 29. Ви посакувам успешна работа.